Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро сречен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда. Денеска сме 2 мај, за многумина од вас може би празнувате, односно се наоѓате некаде во природа. Искористите го времето какво е кај вас, ја не знам, меѓутоа така секогаш за првомајските празници се случува и дожд, и сонце, значи имаме и од сите, би рекол, делови од времето проткаени во овие првомајски денови. Денеска, реков, е понеделник, 2 мај, 122-иот ден од годината или 243 дена од тековната година, односно до крајот на тековната година. Сонцето изгреа во 5 часот и 26 минути, а ќе зајде во 19:30. Имаме кратки информации сервисни за времето, рековме, значи ќе имаме променливо облачно време, проткаено со сончеви интервали. Температурата утринска се движише од плюс 4 до 11, а максималната ќе достигне од 15 до 20 степени. Значи, не така топло како што имавме во минатите денови, при крајот на април имавме до 28-29 степени, меѓутоа еве мајот секогаш го започнуваме со пониски температури, но како да е веќе од 3, 4, 5 мај ќе имаме зголемување на утринската и на дневната температура. Значи, уживајте вие кои сте тамо на излет или сте на работа, може би, или сте дома, посебно поздрав до пензионерите кои редовно не следат, бидејќи таа популација најмногу не следи утринска програма која ја слушат дома, тие се дома, а останатите помлади се на улица или на работа, или пак се уште спијат. Како и да е, сите ве поздравуваме и ви посакуваме да имате убав денешен ден. Што се однесува до Автомото Сојузот, препорачува внимателно возење, има повеќе фреквенција по патишата, зашто добар дел од луѓето излегле во планина или на туристичките места се наоѓа, така да возилата се во погон, биете внимателни при возењето, патишата се делумно суви, делумно мокри, почитувајте ги патните знаци кои се поставени, сигнализацијата и внимавајте на овие одруни кај што имаме, значи во Македонија, претежно во Велешкиот регион и на патот према Берово, исто така може да наидете на одрони. На некои делници има се уште градежни работи, затоа почитувајте ја патната сигнализација. Возете внимателно и во градовите, посебно на пешачките премини, каде што има поголема раздвиженост поради овие празници. Што се однесува до рубриката на денешен ден, еве неколку кратки информации. На денешен ден, значи 2 мај 1860 година, роден еврејскиот писател Теодор Херцел, основач и теоретичар на модерниот ционизам, кој се залагаше за основање еврејска држава во Палестина. На денешен ден, 1903 година, во селото Смилево, Димир Хисарско почнал Смилевскиот конгрес на Битолскиот револуционерен округ на ТМРО. За председател бил избран Даме Груев. Мнозинството на конгресот се изјасниле за кревање во стане. И тоа ќе се случи истата година на 2 август, познато во Македонија како Илинденското востание, кој траело, на жалост, само 10 дена. 1933 година на денешен ден германскиот канцелар Адолф Хитлер ги укинал синдикатите. Знаете, синдикатите се организации кои се борат за правата на работниците. И
nijedna uprava, nijedna država, nijedna vlada ne saka sindikatите да ровара, да бидат незадоволни, зашто тие потикнуваат масата луѓе. Ете Хитлер што направил, тоа било припрема после 7 години да го покрене то движење, односно да ја направи Втората светска војна најтрагична за многу луѓе, кај што милиони луѓе ги изгубиле своите животи. Еве нешто од Македонија. 1949 година на денешен ден во Струмица бил формиран Народниот театар Антон Панов. Во театарот била изведена првата представа Бегалка од македонскиот писател Васил Илјовски. Добро, еве уште некои информации. На денешен ден, 1994 година, Нелсон Мандела и неговиот Африкански национален конгрес ги усвоиле првите парламентарни избори во Јужна Африка, на кои првпат во историјата на оваа земја право на глас имале сите граѓани, независно на нивната раса. Тој почина сега, меѓутоа беше идејни водач за прогласување на независност на овие избори во Јужна Африка. Во 2002 година Русија го спуштила знамето во Кам Ран, поморска и воздухопловна база на јужниот дел на Виетнам, напуштајќи ја последната база во странство по завршувањето на студената војна. Значи тоа се случило на 2 мај 2002 година. Нешто што историјата го забележила, верувам го паметиме сите. На денешен ден, 2011 година, во Пакистан бил убиен најбараниот терорист на светот, лидерот на Ал-Каеда Осама Бил Ладен, за време на владењето на председателот Барак Обама. Еве уште една информација. На денешен ден, 2015 година, на 89 годишна возраст, починала светската позната балерина Маја Плицискаја. Била родена на 20 ноември 1925 година. Еве тоа беа само дел од настаните, почитувани гледачи, кои се случиле на денешен ден во текот на минатата историја. Како е да е, тоа беа еве тие сервисни информации. Одеме сега со песна, а потоа ќе продолжиме во живо повторно со нашата програма. Ono vrijeme kad je tu na zemlji bio radosti i sreće, svoju ljubav dao je svakome, pa i suze svoje zbog mene je lio. I na kraju život radi ljubavi dao je. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, jer nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam to lice njegovo. Znam da uskoro će Isus opet doći, zapjevat će mnogi, klicati u slavu Bogu svom
i sa njime tada želio bi poći. Tamo gdje mi spremam svoj nebeski vječni dom. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom. Jer nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom. Da zauvijek gledam to lice njegovo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom. Jer nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom. Da zauvijek gledam to lice njegovo. Da zauvijek gledam to lice njegovo. Evo nepovtorno nazad v emisija, počtovni gledači, da je prosledimo i slednava rubrika Kapke na mudrosta i utrinska prikazna za mladite, za decata, no i za nas postarite. Evo je prigotviv ovo utro nekoliko kapke na mudrosta. Ponekogaš jedinstveното nešto što go posakova me da se vratam v detstvoto, koga izgrebanite kolena mi bija jedinstvenata bolka v životot. Može bi često pati nije postarite sakame da se vratim v mladosta, no znam дека to je nevozmožno. V mladosti ima jedni problemi, koje porasneme, koje staneme luge, imame drugi poteškoti i predizvici. Srećen je onoj koji go zaborava ona nešto koje ne može da go promeni. Postojno može da sretneš luge koji te pravac srećen za mig, no najvažnije da sretneš jedan što ki te napravi srećen za cel život. Ne čekajte se da bide vo red. Nikogaš nema da bide idealno. To je točno. Da bideš česen znači su svoje te postupke da im dokažeš ne ostanatite дека se poinakav od njih. Da povtoram, da bideš česen znači su svoje te postupke da im dokažeš ne ostanatite дека si poinakav od njih. Ako ne ste slušnale so sopstveni uši, ako ne ste vidjeli so sopstveni oči, togaš nemojte da raskažuvate so vašta golema usta. Ima vistina v to. Ponekoš, sme slušnale, pa ne sme doslušnale, pa ni kažele, pa ne ni dokažele, a nije togo prenesuvame kako da sme bile tamo i može da predizvikame mnogo problemi po nas samite. Znači, ako ne sme slušnali so sopstveni uši, ako ne sme vidjeli so sopstveni oči, togaš nemojte da raskažuvate so vašta golema usta. I evo što jedna, jedinstven način da imaš prijatelje da bideš prijatelj. Istina, Solomon veli prijateljot je pogolemi od brat vo nekoj momenti, zato što to je tuka pored tebi i sekoš možeš da go pobaraš za pomoć ili za sovjet. Dobro, to bija kapke na mudrost, ovdje me svega su jedna kratka utrinska prikazna. Pravi go to što možeš. I ta otjede i napravi kako što reče Ilija. I brašnoto od sadot ne se potroši i ne snema maslo vo grnoto. Navistina svega koga ima nedostatok na maslo, na zejtin po našete prodavnici ili dosta je skapo, ova poraka navistina ne podsjetova na vremeto na prorok Ilija koga ova žena u svojeto semejstvo isto tako imalo nedostatok na zejtin, na maslo, a i došao gostin. I ta otide veli i napravi kako što reče Ilija. Što rekao Ilija? Idi sobiri sadovi. Ako nemaš dovoljno, pobari od komšivkite, donesi što povijeke sadovi. Na jedan nadgroben kamen na nekoj zapušteni grobišta imalo natpis. Tago napravi to što možeš. Ne znajme da li je ženata koja je bila zakopana tamo bila hristijanka, koja, iako se ograničena sila što go imala, služila i pravila dela na ljubov po kojoj bila zapomnata. No tok mu ovakva osobina
bi bila dobra za jedna spasonosna duša. Ovakvo skromno priznanje može isto tako da se primjeni na vdovicata Sarepta. Ta jedva imala za sebe, koga prorok Ilija je rekao da mu donese hrana. Bog je odal priznanje na nizinata nesebičnost, taka što ni to sadot za brašno se ispraznil, ni to grneto so maslo se potrošilo. Na isti način Bog i nam ke ni odade priznanje koga ke mu veruvame i ke napravime sve što možeme so sredstvata što gi imame. Može bi misliš deka tvojite ograničeni sposobnosti i darbi te pravat napolno bespolezen. To ne je istina. Bog se interesira za to što sme vo sostojba da go napravime. Može bi se plašiš od prezemanjeta odgovornost za nekoja služba što neke možeš da je vršiš. Ne griži se. Bog nema da pobara da praviš nešto pred da te sposobi prethodno za vršenje na ta služba. Ako dođeš u iskušenje da ne rabutiš ništo, bidejki si obeshrabren poradi svojite ograničeni sposobnosti ili se plašiš da kak je treba da praviš nešto što gi nadminova tvojite sili, spomni si za vdovicata Sarepta. Tago napravi to što možeše. I ti danes veruvaj vo Boga i napravi go to što možeš. Našta podgotvenost je najgolemata sposobnost vo vršenje to na Božeta služba. Neka i nije deneska počtovni, gledajući go pravime to što možemo. Bog nikoš ne bara da napravime nešto što ne je u ramkite na naše te možnosti. Da li smo fizički jaki ili slavi, Bog znaje. I zato je ova žena poslušala Ilija i navistina v nizinata kopanja, kako ovdje što veli, v nizini od dom, v nizinite sadovi, postoji malo brašno i zejtin, zašto Božji čovjek Ilija bil v nizini od dom i ta go poslušala. Zato da go pravi mi nije to što možeme vo naš život. Продолжуваме повторно со песна. Bože moj, uči me da se molam, da go živeam zakonot tvoj. Mesto gordost ti daj mi pobožnost, moj to srce da bide tvoj dom. Moj to srce da bide tvoj dom. Duhot tvoj sveti neka je tuka, so mene se kogažda je tvoj. Tvoj to ime da večno go slavam i cel život za tebe da pejam, život cel za tebe da pejam. Da bližnji od svoj jaz go sakam i da proštevam so ljubov jaz. Site neka se čudat i vidat, deka život svoj davam za tebe, život svoj davam jaz za tebe. Site neka se čudat i vidat, neka život svoj davam za tebe, život svoj davam jaz za tebe.
денешната утринска порака, односно утринскиот стих, го наоѓаме во Исаија, 55 глава, 3 стих. 2 мај, понеделник. Приклонете го увото и дојдете при мене. Послушајте ме и душата ќе ви живее. Ке склучам со вас вечен завет, завет на милости, ветени на Давида. Спасението на човечкиот род од секогаш било цел на небесниот совет. Заветот на милоста бил направен пред втемелувањето на светот. Тој постоел од вечноста, затоа и наречен вечен завет. Како што Бог постоел од секогаш, така и вечниот ум од секогаш уживал во тоа да му ја покажува својата благодат на човештвото. Уште од почетокот на големата борба, сатаната имал намера лажно да го представи Божиот карактер и да потикне бунт против неговиот закон. Но и покри толку силното дејствување на злото, Божите намери постојано се исполнуваат. Својата правда и доброчинство тој ги покажува кон сите суштества што ги создал. Сатаната со своите искушенија успел сите припадници на човечкиот род да ги стори пристапници на Божиот закон, но со жртвата на Божиот син отворен е патот по кој тие може да се вратат кај Бога. Благодарение на Христовата милост, ним им е возможено да му се покоруваат на Божиот закон. Така Бог во секое време меѓу отпадниците и бунтовниците собира и изведува еден народ кој му е верен нему, како народ на кого во срцето му е неговиот закон. Божјото дело било исто во сите времења, иако била различен степенот на неговиот развиток и различно се покажувала неговата сила, како што било потребно да се задоволат потребите на луѓето во сите векови. Почнувајќи од првото евангелско ветување, во текот на целиот патриархален и еврејски период, па се до нашите денови се забележува постепен развиток на Божите намери во планот на откупувањето. Тој кој од сина ги објавил 10 Божи заповеди му ги предал на Мојсија прописите на церемонијалниот закон. Токму тој одржал и евангелската беседа на гората. Во двата завета учителот е ист. Божите барања се исти. Начелата на неговото владење не се менуваат. Во последната фаза од завршницата на Божето дело на земјата, повторно ќе биде воздигнато знамето на неговиот закон. Бог нема да го прекрши својот завет, ниту пак ќе го измени словото што го изговорил. Неговото слово вечно ќе остане на сила, непроменливо, како што е и неговиот престол. Еве, почитувани гледачи, ова беше утринскиот текст или утринската порака, што ја најдовме во Исаија 53 глава, 3 стих. Приклоните гувото и дојдете при мене, послушајте ме и душата ќе ви живее. Ќе склучам со вас вечен завет, завет на милоста, ветена на Давида. Нека навистина и ние постојно секојдневно да го правиме тој завет со Господа. Бог никош не го изневерува својот завет, својот договор. Тоа може само ние да го сториме. И затоа овде вели заветот на милоста бил направен пред втемелувањето на светот. Тој постел од вечноста, затоа што е наречен вечен завет. Како што Бог постел од секогаш, така и вечниот ум од секогаш уживал во тоа да му е пак покаже својата благодат на човештвото. Бог е милостив, тој ја покажува постојано својата благодат и милост кон нас. Но дали ние ја приметуваме, дали ние ја прифаќаме, зависи од нас. Многу луѓе живеат без таа милост, без таа Божја благодат. А зошто да не ја употребиме и да не ја искористиме кога Бог ни ја нуди? Секако кога ќе направиме еден таков завет, треба и ние да се придржуваме кон неговите правила, кон неговите упатства кои ни се дадени во Свето писмо. Верувам дека ја читате Библијата, почитувани гледачи, дека ја сакате. Ако немате, ние може да ви набавиме бесплатно Свето писмо и да ја изучувате, да ја читате во вашето семејство. Ви нудиме и бесплатен курс на проучување на Библијата онлайн, значи преку вашите компјутери, да ги изучувате основните вистини на Светото писмо, да проучувате за здравјето, за археологијата и за се оно што ви е потребно во вашиот духовен живот да напредувате и да растете. Да ја видиме сега рекламата, потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Почитувани пријатели,
Доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Поздрав до сите вас, драги пријатели, драги гледачи, кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите оваа наша утринска програма на Радио Гласна надежта. Програма или емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Дојдовме до рубриката за библиските личности. Ово утро ќе споменеме неколку зборови за пророк Софонија, и тоа е еден од 12 мали пророци. Софонија значи сокриен во Господа, бил старозаветен еврејски пророк, син, како овде што вели, на Хусеев син. Може да кажеме, живел во времето и бил современик на пророкот Еремија. Имале слични погледи кон светот и затоа овде интересно дава еден пресек, еден извештај за состојбата на моралноста во еврејскиот народ. Пророк Софонија, значи, зборува храбро против верското и моралното отпадништво на своите сонародници, против идолопоклонството. На жалост, влегло идолопоклонството дури и во Божиот храм. Еве што вели овде, први неговото родословие. Господово слово упатено до Софонија, синот Хусеев, син на Годолеј, син на Амари, син Езекиин, во деновите на Јоси, синот Амонов и јудејски цар. Да се ќе избришам од лицето на земјата, говори Господ. Ќе ги уништам луѓето и зверовите, небесните птици, морските риби, со блазните идоли, со безбожниците, ќе ги истребам луѓето од лицето на земјата, говори Господ. Гледате колку Господ бил, би рекол, револтиран против делата што ги правеле, и то неговите луѓе, Божиот народ, тие кои требале вистината да ја шират околу себе. И овде во втората глава вели: соберете се народе бесрамен, пред да бидете протерани како плева што се распрснува во ден, пред да стигнат на вас Господовиот пламен и гнев. Овде понатаму вели Божи суд на народите, грев на Иерусалим и спасението кој доаѓа од Господа. Имаме релативно мала книга, значи од 3 кратки глави. Ако имате време, прочитајте ја ова книга и ќе се стекнете со сознание, со една слика за ова време во кое живел и работел овој Божи човек Софонија. Значи се залагал за враќање на едноставноста и скромноста на народот како што живеле нивните татковци. Наместо во луксус, наместо во скапа облека, еврејските тие жители, на жалост, го заборавиле Бога, се бидејќи релативно биле богати и се подпирале на нивното богатство. Така да овде многу убаво кажува пророк Софонија што е тоа што се случувало во тоа време. И затоа вели: чекајте ме, мене, говори Господ, до денот кој ќе станам како обвинител, зашто јас одредив да се собере народите, да се збера царствата, за да го излијам врз нив својот гнев, сета горчина на својата расрденост, во огнот на мојата ревност ќе биде изгорена сета земја. Ќе ги соберам напатените заради празниците, за да не носат веќе срам на себе. Еве ги совладувам сите твои угнетувачи, во онаа време ќе ги избавам сите хроми, ќе ги соберам расејаните, ќе ги поставам за име и слава во секоја земја на нивниот срам. Во онаа време јас ќе ви
jaskeve dovedam v ona vreme, veli, jaskeve соберам, тогаш ќе ви дадам пофалба и слава меѓу народите на земјата, koje ќе ви ги вратам заробениците пред ваши очи. Бог дава и ветување, ако му се вратат нему, ако останат послушни, Бог ќе направи сосем друг преокрет, ќе ги врати заробениците, ќе ја врати правобитната состојба и ќе имат големи благослови од Бога. Еве, толку за денеска, кога зборам за денеска за ова рубрика во рамките на запознавање на библиските личности. Денеска зборувавме за Софонија. Одиме повторно со песна и ќе се вратиме пак во живо во нашата програма. Zašto ne daš srce Kristu, da mu bude sveti stan? Čuj na tvoja vrata kuca, otvori dok je dan. Predaj srce svoje Kristu, da mu ono bude dom. Vječni život on ti pruža, otvori spasu svoj. Zašto ne daš u svom srcu prvo mjesto spasu svoj? Ako želiš mir i radost, nek mu ono bude dom. Predaj srce svoje Kristu, da mu ono bude dom. Vječni život on ti pruža, otvori spasu svoj. Slušaj njegov nježni poziv, dođi dok on zove te. Jer će skoro milost proći i tad kasno bit će sve. Predaj srce svoje Kristu, da mu ono bude dom. Vječni život on ti pruža, otvori spasu svoj. Predaj srce svoje Kristu, da mu ono bude dom. Vječni život on ti pruža, otvori spasu svoj. Otvori spasu svoj. Еве неповторно во живо во нашата емисија, почитувани гледачи, ќе зборуваме сега за Маврово. Неколку кратки информации за ова наше туристичко место во Македонија. Маврово исто така и село во општина Маврово, односно Ростуше, сместено на брегот на Мавровското езеро. Селото представува еден од најпознатите зимски туристички, би рекол, места. Така да, ако имате прилика, обавезно
Посетете го овој крај кој се наоѓа, значи во западниот дел на Република Македонија. Јас сум бил таму неколку пати, има што да видите, богата шума, езеро и живописна природа. Еве да проследиме уште неколку информации. Значи, сместено е во најголемиот, може би рекле, туристички или национален парк во Македонија, националниот парк Маврово. На јужниот брег на Мавровското езеро, сместено е во падините на планината Бистра, на надморска височина од 1240 метри, со што представува планинско село, највисоко планинско село. Еве неколку историски факти. Селото се споменува во турските пописни дефтери од 1467 година како дел од Нихаијата, кој во тоа време постоело, кај што имало 20 христијански семејства и неколку муслимански семејства. Проширениот запис за местоположбата, минатото, името и животот во Маврово дал македонскиот револуционерен патописец, тоа е Ѓорче Петров во својата книга Материјали за изучување на Македонија. Тој сега овде опишува многу интересни факти, како селото се развивало, како се селило, како разбойници доаѓале, вршеле грабеж во тие области, од Албанија се префарлувале на жалост и доста им правиле зулуми на жителите. Името Маврово значи црно поле, било дадено на областа по некоја голема битка во минатото. Мавровското црното поле било потопено во 1953 година со цел да се направи познатото вештачко езеро, Мавровско езеро. Денес во контекст на тоа доказ е старата селска црква Свети Никола, која редовно може да се види потопена во вода. Мислам дека тоа сте го виделе на слики, значи тоа било некој село, но направено е вештачко езеро, многу куќи се потопени, но тука било и црква и редовно во летно време кога водостајот на езерото опаѓа, се гледа врвот на црквата, православна црква, значи таа е потопена. Тоа се случило, како што рековме, во 1953 година било изградено тоа вештачко езеро, кое сега и природна убавина, многу луѓе одат таму, уживаат, а исто така има и зимски туризам, има доста снег, така да вие кои се љубители на снегот и на скењето може да го посетите овој дел. Според една легенда, во минатото тука се одиграла страшна битка во која многу војници загинале, поради што месото го добило името Мавро, односно црно поле. Најверојатна е легендата според која тука порано доаѓале и живеле мавровнуци, црнорунци, црноволнци, власи кои одледувале овци со црно руно од каде потекнува и името Маврово. Според записите на Ѓорче Петров, името на Маврово му произлегува од турскиот збор Мав, тоест место кое нема ништо и ништо не признава над себе си. Додека името на Маврово потекнува од зборот Мав, потврдува и преданието на жителите кои ги запишал Томо Смилјанич Брадина, според кое Ајредин Паша Мав го сторил селото поради тоа што се придружило на дебарскиот Далип бег. Во рамките на етничка Македонија постои уште едно село по име Маврово, кое што се наоѓа во Костурско, во егејскиот дел на Македонија. Стопанство, значи луѓето се занимаваат со сточарство, со берење, со продавање на дрва, со туризам, угостителство и така натаму. Значи, најмногу имат сточарство и дрводелство. Бидејќи не е погодно за одгледување на зеленчуци, бидејќи студено и високо е, но имат луѓето и од тие дејности за да живеат и да преживеат. Има многу луѓе од тој дел на Македонија иселени во странство и се наоѓаат на привремена работа во западните делови од Европа. Толку за Маврово. Сега одиме со еден совет од полето на здравјето. Денеска би ви пренел информации за корисноста на магданосот.
Нашите зелени пазари се полни ова пролет со магданос. Магданос е здрав начин и природен лек. Магданосот е двогодишна билка со зелени листови и бел тенок корен. Ова билка има пријатен и освежувачки мирис. Магданосот се користи во народната медицина како лековита билка, а во исхраната често се користи како зачин и храна. Во исхраната и во народната медицина се користи и коренот и листовите на магданосот. Магданосот нема висококалорична вредност, но е исклучително богат со минерали и витамини. Зато тој е еден од најздравите и најлековитите билки. После листовите на шипката и на боровинката, листовите на магданосот содржат најмногу витамин С. Во 100 грама магданос има дури 170 милиграми витамин С. Содржи доста и провитамин А, а и витаминот од групата Б. Дури го содржи и реткиот витамин B12 кој е значен во стварањето на црвените крвни зрнца. Магданосот е и природна ризница на многу минерали. Само во 100 грама листови од магданос има околу 1630 милиграми минерали, од кои половината отпаѓаат на калиум, клучен минерал неопходен за здравјето на организмот. Калиумот е минерал кој е одличен за намалување, обратете сега внимание, на крвниот притисок, помага во нормализирање и очукување на срцето, испраќа кислород до мозокот и ја регулира количината на вода во телото. Зато магданосот е природен лек за лицата со висок крвен притисок и со ослабен кардиоваскуларен систем. Магданосот покрај калиум содржи и други корисни минерали, железо, калиум, магнезиум, манган и бакар. Наистина богата ризница, богати работи наоѓаме во магданос. Ефтине, така да, еве, денеска е во Кавадарци, односно вчера беше пазарен ден, во среда исто така ќе биде и во петок. Ако сте од Кавадарци, излезете, купете си магданос. Или тамо кај што вие живеете, во вашиот крај, во вашето село, или вие кои произведувате, засадете сега ова пролет, да имате преку цела година свеж магданос. Секако се користи во разни супи, во разни чорби. Магданосот значи богата ризница на здрави и лековити состојки. Нутритивно и лековито дејство. Сега се да не ви читам, има многу информации, но магданосот помага во јакнење на нервите. Ако имаме попуштени нерви, еве коренот и листовите на магданосот се рендат, односно сецкаат, се додава сок од малина и багремов мед. Се зема 1 до 2 лажички од оваа смеса навечер пред спиење. Магданосот против шекерната болест. Многу едноставен рецепт за облажување на шекерната болест е следниот. Изреднајте корен од магданос и сецкајте свежо набрани лисија од магданос. Додадете јогурт или кисело млеко и јадете ја оваа здрава смеса навечер пред спиење. Лесно се прави, значи изредајте го коренот, листови, скинете ги, сечете ги со јогурт или кисело млеко и пред спиење употребете ова смеса. Магданосот против отечени и воспалени очи. Во 300 грама вода се става 2 лажици и ситнето лисија од магданос. Се вари 2 до 3 минути, кога ќе се олади чајот, се процедува низ стерилна газа. Со овој чај се испират очите пред повеќе пати во текот на денот, а навечер се стават облоги кои можат да стојат подолго време. За облоги се земаат 6 гранчиња магданос, убаво се измиваат и се стават на очите. Очите се врзуваат со газа и дури наутру се вади облогот во замрачена просторија. Магданосот за чистење на организмот и за отстранување на вишокот на течноста. Знам дека некои луѓе пијат чаеви од магданос кои имат повеќе вода во стомакот за да може да мократ и да ја исврлат. За ова цел се користи интегрална билка. Коренот, лисјата и плодот од магданос се иситнуваат. Се варат 5 супени лажици од ова смеса во пола литра вода. После варењето треба да се остави смесата да отстои уште 20 минути, потоа се процедува и се пие 3 пати на ден по 1 мала шоличка. Овој чај ги намалува
отоците и го намалува високиот крвен притисок. Еве, тоа беа советите од полето на здравието. Денеска читавме и слушавме за магданосот. Користете го, почитувани гледачи, ќе имате бенефит за вашето здравје. Одеме сега повторно со песна, а потоа ќе се вратиме да ја проследиме и последната рубрика во ова наша денешна емисија. Dušo moja, prekrasno ime Isus, sve što ti napravi dobro, nego zaboravaj, amin. Slavi go Bog, dušo moja, slavi go Bog, dušo moja. Tvoj koji mi prosti grehove, duša izlekuva, njemu je slava sob sami i pesna od srce jas večno tje peva. Slavimo dušu, slavimo ja, prekrasimo dušu Isus, sve što ti napravi slavimo bro, slavimo duša moja. Slavimo dušu, slavimo ja, prekrasimo dušu Isus, sve što ti napravi slavimo Bog, slavimo duša moja. Tvoj koji volaka me utreši, tvoj koji me večno razveseli, njemu je slava sob sami i pesna od srce jas večno tje pevam. Slavimo dušu, slavimo nja, prekrasimo dušu Isus, sve što ti napravi slavimo Bog, slavimo duša moja. Slavimo dušu, slavimo ja, prekrasimo dušu Isus, sve što ti napravi slavimo Bog, slavimo duša moja. Tvoj koji od smrta me izbavi, tvoj koji me čuva i den i noć, njemu je slava sob sami i pesna od srce jas večno tje pevam. Tvoj koji je drži vselenata, tvoj koji svoje gnezdo spoznava, njemu je slava sob sami i pesna od srce jas večno tje pevam. Slavimo dušu, slavimo ja, prekrasimo dušu Isus, sve što ti napravi slavimo ja, slavimo duša moja. Slavimo dušu, slavimo ja, prekrasimo dušu Isus, sve što ti napravi slavimo Bog, slavimo duša moja. Slavimo dušu, slavimo ja, prekrasimo dušu Isus, sve što ti napravi slavimo Bog, slavimo duša moja. Slavimo dušu, slavimo ja, prekrasimo dušu Isus, sve što ti napravi slavimo Bog. Еве неповторно во нашата емисија, ние сме при крајот на ова утринска програма, кога зборуваме за веродостојноста на Библијата. Еве и денеска ќе ви пренесам неколку информации зошто можат образованите луѓе да ја веруваат или да имат доверба во денешната Библија. Во минатата емисија спомнав неколку примери, еве денеска уште еден. Еве уште еден пример. Во третата книга Мојсеева, 17 глава, во 10 стих читаме: Ако пак некој од домот Израелов или од придојдените што живеат меѓу вас јаде каква и да било крв, тогаш јас
ќе го сврта моето лице против душата на оној што ќе јаде крв. Значи Бог кажува, не јадете животинска крв. Што мислите, зашто Бог тоа го кажал? Илјадници години и тоа не сме го разбрале. Сме почнале да го разбираме дури од неодамна. Ако животното се разболи, каде најпрво се наоѓа болеста? Кога ќе добие рак, каде ќе бидат клетките на ракот? Во крвта. Кога сме болни, кога одиме на лекар, што тој превзема прво? Ќе не прати на анализа на крвта. Зошто? Затоа што секоја болест најпрво се очитува во крвотокот. Денес луѓето често добиваат рак затоа што јадат животинска крв. Јас само сакам да ви кажам дека Библијата е прекрасна, зашто ова е крвта на учениците, зашто ова за крвта на учениците го сватиле дури неодамна, а во Светото писмо ова се наоѓа веќе 3500 години. И како што кажавме, Мојсей се шокирал токму каде што тогашната наука тврдела сосем спротивно. Да прочитаме во 4 книга Мојсеева, 31 глава, 22 и 23 стих. Злато, сребро, бакар, железо, кала и олово и се што поднесува оган, помините го низ оган за да се очисти, а се што не поднесува оган, поминете го низ вода. Зашто станува овде збор? За стерилизација. Ова е прекрасно, ова ми дава толку многу доверба во Библијата. Замислете, пред 3500 години Бог ги поучил луѓето на стерилизација. Денес ние знаеме дека огнот е најдобар антисептик, а водата е следниот добар антисептик. Преку Мојсија Бог во Библијата пропишал стерилизација, но ние тоа не сме го знаеле и откриене дури неодамна. Во Виена, во Австрија, пред 2 века Виена била водечки медицински центар на светот, па сепак лекарите никогаш не ги миеле рацете. Можете ли да го замислите тоа? Им биле потребни многу години, додека не откриле потреба од миење на рацете, а Бог тоа го кажал пред 3500 години. Затоа денеска и учените луѓе, и оние другите, сите може да имаме доверба во Библијата, во Светото писмо, дека е книга дадена од Бога. Ке продолжиме и во неделната емисија да следиме податоци, односно информации од ова книга, зашто и учените луѓе и современите луѓе денеска може да имаат доверба во Библијата, во Светото писмо. Еве, драги гледачи, полека дојдовме до крајот и на ова денешна утринска програма. Би сакал да им честитам роден ден на сите оние кои денеска ќе слават роден ден. Бидете благословени од Господа, радувајте се на животот, што Господ ви дал уште една година во вашиот живот и деновите кои се пред вас и годината која е пред вас нека ви биде благословена. Еве, драги гледачи, ви посакувам убав ден да имате, бидете благословени и ви од Господа, видите да кажувам нова средба, утре во исто време на истата социјална мрежа Facebook, радио Глас на надежта. Ова емисија се снима и може да го посетите нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта и да ги видите останатите емисии кои до сега сме ги имале. Уште еднаш, секој добро од Господа, довидување до наредната емисија. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.